Синокешната изјава на генералниот секретар на вашата партија, Лјупчо Николовски, дека ако продолжи одолговлекувањето на носењето на одлуките во собранието, СДСМ може да формира и ново мнозинство, што беше примерно порака до вашиот коалиционен партнер ДУИ, предизвика, ајде да кажеме, мал земјотрес, барем неколку часовен. Денеска стигнуваат попомирливи изјави од двете страни. Тоа беше непромислена изјава на Николовски или беше длабоко промислена изјава? Сите изјави кои што доаѓаат од Социјалдемократскиот сојуз се промислени изјави и сметам дека она кое што го гледаме денеска е тоа дека сите стануваме свесни колку е важно да овие закони поминат низ собранието. И во таа насока и се движиме. Јас очекувам дека навистина пратениците и собранието ќе ја завршат својата обврска и дека во недела ќе се распушти собранието и одиме на избори 12 април. Што мислите кога велите собранието ќе ја заврши својата работа? Што е минимумот под кој СДСМ не може да оди за, в недела ли ќе биде, не знам кога ќе биде, за да гласа за распуштање на парламентот? Велиме 4 работи се потребни во собранието, тоа се трите закони кои што треба да се донесат. Тоа се закон за јавно обвинителство, изборниот законник и разрешувањето на Мизрахи. И она кое што следува во овие неколку дена или тоа се 2 дена, сметам дека овие работи ќе се завршат.